Градскиот часовник го одржувам веќе петта година, петта во шеста година. Не работеше 15 години. По една случајна средба со Блаже Димески, инспектор во општина, насме му реков, Блаже, дали сака да ви го направам сато. Тој се напати и ома за неколку дена дојдов овдека, видов и му се напатил дека ќе го направам. И така приказната почна, е веќе шеста година, сато си работи без проблем. Интересна работа, сатчија сум цел живот, 50 години, се немав качева на сато до денот кога отидов да видам дали можам да го поправам. Пред тоа разбрав дека сато не работеше 15 години. Слушнав дека машински инженери покушале да го попра, 6 мина, го поправале 5-6 месеци и не успеале да го поправат. Во една случајна средба ме сретна еден и ме праша Диме што му направи на сато. Го прашав, вие што му направивте, ами ние рече го поправавне, на крајот се искаравне и така го ставиме. И му велам, оти не го направивте, се скара рече, на крајот не ни трга никако сато. Кажи ми што му направи ти. Јас му реков да ме икневте тогаш, че свршена работа, ќе го направиме. Ова беше сатчиска работа, не беше механичка. И сато ден денеска си работи. Градскиот часовник функционира механизам кој е стар близу 180 години, донесен од Австрија до Белград, од Белград, што интересно, бил донесен на запрежни коли до Прилеп. И луѓето, јас и ден денеска се чудам како е направен механизмов во тоа време, со каква прецизност и мајсторивок. Малце нешто да му фали на часовников, 1 милиметар да избега нешто, застанува, не работи. Толку е прецизно изработен.
3 пати неделно идам, се воскитувам на идењето, тоа ме храни мене и многу пати кога ќе ме стетна пријатели чаршија, кај одиш? И нас ме му велам, одам да го наранам сато. И вистина, сака храна, без навивање не можеш да оди.